Криенка, џамли, еластик и сите традиционални, но и современи детски игри се дел од збирката на традиционални и современи детски игри Играв јас, сега играј ти, која денеска беше промовирана на Факултетот за образовни науки во Штип. Автори на книгата се универзитетскиот професор Снежана Мирашчиева и педагогот во детската градинка Асти во Штип Елизабета Симоновска. Мирашчиева вели дека во оваа збирка се споени теоријата и праксата, а е резултат од долгогодишната соработка на Факултетот за образовни науки со градинката Астибо. Содржи игри кои што се имаат првенствено воспитна функција, поттикнуваат на пријателство, соработка, почитување, меѓусебно почитување, самопочит и сите воспитни параметри, но содржат и опис на самата игра. Се разбира, не се исцрпени сите традиционални игри, овде се застапени и современи игри и затоа овој прирачник не е наменет исклучиво за воспитувачите, туку како што можете да видите на предните страници е наменета за сите оние што ги почитуваат децата. Педагогот во детската градинка Астибо Елизабета Симоновска вели дека децата денеска се развиваат пред компјутерите. Токму поради тоа што им недостасуваат физички активности и дружба, ја направиле оваа збирка од традиционални и современи детски игри. Да треба заедно сите да водиме сметка, и родителите и ние вработените во детските градинки, практикувајќи подвижни игри кои што на децата ќе им овозможат правилен раст и развој. Сведоци сме сите дека се почесто слушаме за проблеми и во развојот кај децата околу искривување на кичми заради неправилно и долго седење. Сведоци сме од нашите истражувања кои што сме ги правеле во нашата градинка за развојот на говорот, дека кај децата имаме голем проблем со развојот на говорот во смисла на неправилен говор, на сиромашен вокабулар, што е резултат на користење на новите технологии. Универзитетскиот професор Снежана Јованова Митковска, која беше промотор на збирката Играв јас, сега играј ти, вели дека книгата има голема едукативна вредност, а посебно е значено што не е наменета само за денешниве генерации, туку и за идните. Значи ни овозможува да ја зачуваме онаа традиционална игра од заборавот, да ја играме и да се исклучиме од оној свет кој што значи седење пред компјутер, седење пред дигиталните мрежи и слично, за да можеме да се препуштиме на она детското во нас. Одговорниот уредник на просветно дело редакција Детска радост Ксенија Трајчева на денешната промоција рече дека како издавачка куќа секогаш имаат слух за издавање на вакви збирки кои се користат во праксата од страна на децата, родителите и воспитувачите во детските градинки.